Продолжуваме да го следиме работењето на локалната самоуправа општина Кавадарци низ секторите кои што действуваат во општината. Се наоѓаме во канцеларијата на секторот за уредување и располагање со градежно земјиште, а во наредните минути со раководителот на овој сектор Елена Тасевски ќе проговориме за активностите кои што ова одделение ги има во изминатиот период, секако и за активности кои што се предвидени согласно програмата за работа во наредниот период. Добар ден и благодарам што прифативте да бидете дел од оваа емисија. Добар ден, ви благодарам и на вас на поканата. Па вака можам најпрво да започнам со тоа што во изминатиот период може слободно да се пофалиме дека како општина направивме многу за градот и за граѓаните, за нивно подобро функционирање и живење со сите нивни работни обврски. Значи, јас најпрво ќе се осврнам на буџетот за комунална изградба во изминатиот период, споредувајќи со претходниот буџет на општина Кавадарци пред мандатот на овој градоначалник. Значи, можам да кажам дека во од 2017 година па наваму драстично ни се зголемува бројката за планирани активности во однос на комунална изградба на територијата на општина Кавадарци. Пример, во 2017 година буџетот за комунална изградба изнесувал 110 милиона и 900 илјади денари, а во 2018 изнесува 166 милиона 930 милиони. Значи, споредувајќи ги овие две бројки, може да забележиме дека ова е драстично зголемување за некои 36% повеќе од претходната година. Натаму следуваат годините 2019, каде што буџетот за комунална изградба изнесуваше 138 милиона и 50 илјади, за 2020 137 милиона 420 илјади и за 2021 година буџетот за комунална изградба изнесува 179 милиона и 40. Бројките, самите бројки ни говорат дека значи, многу се осврнуваме на подобрување на условите на граѓаните на целата територија на општината. Гледајќи споредбено со тоа значи дека ако направиме една споредба колку во однос на главните активности во општината, како што се асфалтирање, поплачување на улици, вода и канализација, јавни објекти и поселски местни заедници, од графиконот се гледа како тие бројки драстично се зголемуваат. Пример, во асфалтирањето за 2000 нема да ги замарам граѓаните со премногу бројки, еве само да направам споредба за асфалтирањето. Асфалтирањето во 2017 година изнесувало 18 милиони денари. Во 2018 30 милиони денари. Тоа е некаде можеби 50% плюс. Во 2019 26 милиони денари, во 2020 38 230 милиона и за 2021 59 милиони денари. Самото тоа докажува колку ние сме изработиле. Сите овие бројки се преточени во конкретни проекти на терен, а токму тие проекти ја менуваат и сликата на градот, меѓутоа секако и на селските подрачја кои што се дел од општината. Точно. Значи за селските подрачја можам да ви кажам дека во претходните години во однос на оваа последната и предпоследната, значи 20 и 21, значи одделивме голема сума на пари за нив. Затоа што од самата пандемија, COVID, ги направи граѓаните да се движат во тие нивни викендици, да може да се развиваат нели селските општини. И затоа ние како општина гледаме и таму да се направат условите не само во градот, него и во селата кои што треба нормално да живеат. Значи во 2020 година за селските општини имаме одвоено 16 милиони денари,
А во ова 21-ва, каде што тек ќе следуваат активностите на терен, ќе ги видат сами граѓаните, изнесува 25 милиона, скоро 26 милиона денари. Тоа значи дека тука се опфатени и тампонирани на многу улици кои што претходно биле во кал, без можност за движење, поплачување на улици кои што гравитираат по главните во селските општини и така натаму. Споредувајќи го ова сето и согледувајќи ситуацијата на терен, може да се пофалиме во однос на реализираните квадратури во однос на асфалтирање и поплачување. Пример, во 2018 година, тоа што следува на терен е асфалтирањето изнесува реализирано 19.000 квадрати. Тоа вака е голема бројка. Меѓутоа, во 2019 година тоа асфалтирање е 85.000 квадрати. Значи, тоа драстично ја менува сликата во општината. Значи, во 2020 година пак тоа изнесува 46.000 квадрати. А тек во 2021, каде што буџетски имаме одвоено за асфалтирање 59 милиона, тоа значи дека и таа квадратура реализирана би била многу повеќе. Така да мислам дека на територијата на општината ќе останат многу малце улици кои нема да бидат продни за луѓето. Тоа се гледа и од самата слика на граѓаните, се повеќе луѓето доаѓаат кај нас во општината и вадат одобренија за градење, за претходно тоа не беше случајот, да. Исто така, значи, со самите они нашите граѓани знаат дека при одобрување за градење, при извадење одобрување за градење согласно закон за градење, општината е должна да му ја направи улицата, да направи експроприација, да направи вода и канализација. И сето ова што претходно го говорев рефлектира на таа ситуација. Така да мислам дека имаме направено многу. Јас овдека би се осврнала за поголемите објекти кои што се направи на територијата на општината. Пример, значи од 2018 година па наваму, значи имаме многу работи направено кои ги користат во услуга на сите граѓани. Така, например, се направени повеќе градинки и тоа во селата што беше многу добро за луѓето да не патуваат и да не ги носат своите деца во градот. Направена е градинка во Возарци, направена е градинка во Марена и во Дреново. Сите се по отприлика 2 занимални, меѓутоа доволни за населението што гравитира таму. Потоа, по барање исто на граѓаните се направени пешачки мостови. Едниот е на улица Шишка, кај судот, а другиот е сега го оставивме во употреба во Марена. Знаеме дека на тој дел од градот таму имаме многу сообраќајки и пешаците и учениците не можеа да дојдат до училиштето. А сега, значи, безбедноста е на повисоко ниво. Точно така, се големува и се движат. Многу добро да се спомене кејот. Кејот го правихме во повеќе фази, знаете и вие самите, граѓаните гледаат. Значи имаше фаза од градинката централна, како што ја знаат сите, до мостот Слога, па потоа се направи ваташкиот кеј и сега остана оваа последниот дел што е во завршна фаза и со ова движење на луѓето по пешачка зона им се овозможува да се движат во зона од 7 км, заедно со велосипедско-пешачката патека во Мокриште. Од кога се движиме од мостот Видео Смилевски, односно од градинката Пепето, имаме пешачка зона до Мокриште. Значи континуирана без прекин, каде што е многу добро за сите родители, деца, повозрасни луѓе, за нивна рекреација, за спорт и така натаму. Тука, спомнувајќи
велосипедско-пешачката патека, знаеме и сами дека е многу посетена и дека патеката е долга околу 4 км, дека по неа се движат сите возрасти. Има станици за рекреација, клупи, корпи, разни реквизити, скейтови, за одмаралишта за точаци, шанкови на 12 деца, мостови за премина реката и така натаму. Значи тоа е исто така голем проект, што мислам дека и цела Македонија ни се диви за тој проект, затоа што мене лично ми се јавуваат мои колеги од други градишта за велосипедско-пешачката патека, што сака да дојдат и да ја посетат. Тоа докажува дека е интересен објект. Да, ние сме направиле многу. Многу добро е исто така и колекторскиот систем. Колекторскиот систем во повише наврати до ланската година го направивме до крај. Значи до излез до Марена, каде што нормално ќе треба на крај да се направи пречистителна станица, меѓутоа тоа е многу голема инвестиција, што секако ние се надеваме дека ќе успееме во тоа. Пожарната е нешто што треба да се гордееме, нели со неа. Нашите пожарникари се познати веќе со самиот пожар во Струмица, сите знаеме дека пожарната не беше реконструирана од 45-та година, од кога беше направена. За прв пат во 2018 година во прва фаза се реконструира цела конструкција и наредната година се направи они гаражите за пожарникарските возила. Се екипира пожарникарите, се даде многу за нивна опрема и не дај Боже да ни притреба нас на сите, значи меѓутоа имаме спремна територијална противпожарна единица. Да, точно така. Сега во моментот што е актуелно овие спортските сали во школите, во училиштата. Значи ние веќе можеме да се пофалиме дека ниедно училиште во Кавадарци нема спортска сала. Првен беше спортската сала во основното училиште Тоде Хаџитефов. Следува и сведоци сме дека отпочната спортската сала во училиштето Страшо Пенџур и сега се во моментот е тендерска постапка за спортска сала во училиштето во Ваташ. Така да, значи и тие дечиња, нивните спортски активности по нивното физичко воспитување би се одвивало и во зимски услови, за каде што претходно не можеа тоа да го прават. Ваташа, кога може да ги очекуваме почетните градежни активности, она што е видливо за граѓаните, со оглед дека интересот меѓу Ваташа не е голем за овој објект? Па јас мислам дека за некој месец до максимум 2 зависи од тендерската постапка, дека таму градежните активности веќе ќе бидат видливи. Следно што можам да го кажам е Северен булевар. Тој беше, знаете во каква положба, а е битна трансферзала за нашиот град заради сообраќајот. Северен булевар се реконструираше во 2 фази. Првата фаза беше од бензинската Мак Петрол до булеварот Цветан Демов и втората фаза беше до улица Шишка. И сега имаме комплетно завршен Северен булевар во должина од 1300 метри со 2 сообраќајни ленти, сега, можеби во иднина уште 2, каде што сообраќајот, движејќи се од Неготино за влез во Кавадарци и излез од Кавадарци, не влегува во градот за да го преоптеретува. Тоа е, мислам дека витален објект за нас и со останатите влезови што ги направивме, сега ќе ги споменам, значи мислам дека заличивме на град од светски размери. Тука ќе се осврнам на исто Западен булевар за влез од Росоман. Таму сообраќајот е далеку подобрен затоа што улицата е со булеварот и со 4 ленти. Исто и тој беше направен во овој мандат и е од должина од 1 километар со 16 метри ширини. Тоа е 4 ленти плюс 2 тротоарски ленти за движење на пешаците.
Почнувајќи од Западен булевар од влез од Росоман, исто Западен булевар конечно го пробивме Коњски дупки, местноста Коњски дупки. Граѓањето од тој дел години уназад нема никаков асфалт, се движија по кал. Значи, за нив мислам дека е тоа од витално значење за нивните основни потреби во градот. Западен булевар Коњски дупки е со должина од 900 метра и е 16 милиони денари инвестиција на општината. Исто се направи вертикална, хоризонтална сигнализација, осветлување и сега оваа година ќе следува уште една улица, Галишка, што ќе го спое со Западен булевар и мислам дека во тој дел од градот, тоа е местна заедница Задруга, дека веќе ќе нема неасфалтирана улица. Кога зборуваме за влезовите во градот, многу добро е да се напомене и за улица Шишка. Мислам сите сме сведоци дека улица Шишка е веќе завршена. Таа е направена со 3 ленти во должина од 1200 метри, со две од едната страна велосипедско пешачка патека, од другата страна само пешачка патека, затоа што едниот дел од тротоарот е со ширина 4 метри, а другата страна е со ширина од 2 метра. И комплетна нова вертикална, хоризонтална сигнализација со семафори, со безбедност на граѓаните, со пешачки премини и со сите работи каде што треба да заличи на влез од град. Кога сме тука, околу влезовите, значи може да напоменам дека и оваа година преку јавното предпријатие за државни патишта, значи градоначалникот со вработените со советот успеавме да направиме да издвојуваат јавното предпријатие за државни патишта реконструкција на патот до Неготино. Значи тогаш ќе имаме комплетно нов влез од Неготино идејќи до Кавадарци. За водност, кога говориме околу сообраќајот, многу олеснителна можност е изградбата на кружните текови. Знаеме сите дека во општината се направија повеќе кружни текови, некои со поголеми размери, некои со помали. Прв беше направен на улица Блажо Алексов. Исто тоа беше инвестиција на комплетна на општината од 11 милиони денари. Следеше наредно кружен тек пред Винарска визба Тиквеш. Потоа со мини кружните текови, како што ги нарекуваме ние, се регулира сообраќајот во однос на улица Тиквешково стание спојство Страшо Пинџур. Луѓето го знаат како првиот триаголник стана кружен тек. Потоа следуваше 7 септември, значи таа раскрсница за сите беше, мислам дека, црна точка и во продолжение ушената раскрсница кај спортската сала Партиза. И последен се направи кружен тек на булеварите Велко Влахович со раскрсница со Никола Минчев поновно, некогашен Едвард Кати. Кога зборуваме за објектите, добро е да се напомене дека и градскиот плоштад доби свој нов лик. Онеа делот каде што беше амфитеатар и кој што беше некорисен за граѓаните стана катче, умилено за родителите и за децата. Сведоци сме дека во вечерните часови многу мајки, деца се возат со точаци, ролери и слично. Значи плоштадот стана посетено место во град. Со поголема функционалност за намената. За намената, точно така. Ликот на градот исто многу доби позитивна смисла со фасадите што ги направивме. Значи почнавме од плоштадот по улица Елинденска со едноставното санирање на фасадите и фарбање, цел град доби нов лик. Во прва фаза од нашиот буџет одвоивме 2 милиона и 500 денари, а сега оваа година одвоивме 19 милиони денари. Нешто подоцна ќе зборуваме и за фасадите
конкретно на кои делови од градот се опфатени и кои згради би се направили. Мислам дека сите би се сложиле со мене, голем бенефит е и што ги отстранивме лимените гаражи по стамбените згради. Почнавме со Кочорацин, продолживме на Ѓорѓи Соколов и Орце Николов улиците, пак потоа на Цветан Димов, на населба Белкамен, на Силекс зградите, значи си ги одвоивме сите, ги извадивме сите лимени гаражи кои беа непрописно поставени. А со нивното отстранување, со уредување на земјиштето околу згради, с големи паркинг места, зоните за рекреација на станарите, се направија детски реквизити, играчки, за да можат луѓето од стамбените згради да функционираат и така натаму. И сите овие гаражи ние како општина начело со градоначалникот не направивме да луѓето лимените гаражи ги фрлат во џубре или имат некаква загуба. Затоа што до нас од граѓаните беше цело време напомената каде ние сега ќе правиме зимница, затоа што во стамбените згради, знаете, нема дворови. Меѓутоа и тоа го решивме со тоа што поставување на платото за лимените гаражи. Знаете дека покрај на улица Северен булевар е ставено, истовремено и е депо за паркинг, за ЕПАК паркинг. И не е прописно паркирани возила кои што се отстрануваат. Каде што годишната чланарина за тие гаражи е 4000 денари. Тоа е некоја минимална вредност што таму 24 часа, 7 дена во неделата има видеонадзор, има чувар. Значи сите, мислам дека сите граѓани го видеа бенефитот од преселувањето на гаражите непрописно поставени на едно место. Самото тоа, стамбените згради добија еден нов лик и со ова што претходно ви спомнав со фасадите, значи навистина би се сложиле дека наликуваме на град за пример. Кога сме околу паркинг местата, направивме во некогашен ан, што го користеа претходно ЕПА комуналец, паркинг простор од 2800 квадрати за 40 паркинг места. Се со цел за функционирање, за подобро функционирање на градскиот пазар за граѓаните. Тука добро е да се спомени и оградувањето на спортскиот центар Јасмин. Значи, тоа беше напуштен дел. Значи, сега имаме точно определен влез и излез на спортски центар Јасмин. Оградувањето исто беше комплетна инвестиција на општината. Асфалтирањето на трим патеката внатре исто беше комплетна инвестиција и мислам дека и тој дел за спортските активности на граѓаните дека добија едно катче каде во овие услови уживаат секојдневно. Пешачката патека Желков дол беше откриен дол што ги спојува, знаете, од улица 14 мај спрема улица Страшо Пинџур. Често пати место каде што се носеа шут, градежен и така натаму при поројни дождови, меѓутоа сега веќе има нов лик. Тоа беше градежен шут, беше шут за фрлање на напуштени куќиња, напуштени мачиња. Значи тоа е во првата слика, во тој момент кога отидовме да работиме, мислевме дека сме на некоја депонија. А луѓето што живеат таму од двете страни на долот секојдневно го дишеа тоа нечистотија. Се направи зафат, значи тој дол пак функционира како дол, се покри и сега е пешачка патека. Меѓутоа и сите луѓе што гравитираат од Ваташа, од улиците 14 мај, Желковец нагоре, Фуштани, сега го кратат делот да дојдат до улица Страшо Пинџур драстично. И тоа е за нив голем бенефит. И знаеме сите дека и улица тоа е на улица Мито Хаджи Василев под гимназијата.
Тоа е стар дел од градот. Што не беше проводен за... Ниту еднаш до сега нема улица во што за живење. Сега конечно добија улица после колку години, тоа е најстариот дел од градот. Да може да влезе и противпожарно возило, не дај Боже, и болничко возило, да, и приватни возила и се. Да, да. Јас малце би се задржала и на проектите што се дел од финансии на општината и на другите институции. Се асфалтираше и делот Ладно Долче Страгово Крњево, значи минатата година се заврши асфалтирањето во должина од 1600 метра, каде што веќе во тој дел движејќи се на кај Крњево остана исто цел дел е асфалтиран, така да граѓаните и во тој дел би гравитирале по асфалтирани улици, без кал и слични работи. Се направи атмосферска, комплетна нова атмосферска, водоводна и фекална канализација на улица Клинска. Тоа е со улица Методија Ѓуновџикот и Калница. Значи таму сведоци бевме дека сега се заврши асфалтирањето на улиците, меѓутоа претходно се направи подземна инфраструктура, комплетно нова, и мислам дека за тој дел од градот граѓаните веќе нема да имат проблем. Ни со водоснабдување, ни со поројните дождови, ни со фекалната канализација која можете изливаше во нивните дворишта. Се направи во заедна соработка со општина Неготино и реконструкција на нивната водоводна линија на улица Методија Ѓуновџикот, каде што се случуваше често пати дефекти и оние дупки што претходно заради санирање на дефектите мора да се појавуваат. Сега улица Методија Ѓуновџикот е комплетно нова и се надевам дека во иднина нема да имаме повеќе дефекти од тој тип на пукање на таа стара водоводна линија. Заборавав да напоменам, кога бев околу спортски центар Јасмин, во кругот на спортски центар Јасмин направивме и скејт парк. Значи исто така и тоа е место кое што беше така оставено, запуштено, еден дел од спортски центар Јасмин, го сега направено како скејт парк, каде што скејтерите, децата со ролери го користат комплетно ограден со реквизитите за скејт парк, осветлување, и тоа е инвестиција на половина на општината, половина на Министерство за локална самоуправа од 8 милиони денари. Кога сме кај училиштата, направивме реконструкција на крововите на училиштата. Например, во основното училиште Димката Ангела од Габрот, како старо училиште, кровот не беше реконструиран многу години. Секојдневно наставниците се жалеа од прокиснување. Тоа го направивме во 2019 година и исто направивме реконструкција на кровот во Димката Ангел од Габрот и во Сопот, во тоа подрачно училиште, и на реконструкција на кров во домот во Ваташ. Така да мислам дека и тие објекти добија еден свој лик како што треба да биде. Се направи и улица Тиквешково стање, некогаш на ЈНА, како грант, во должина од 260 метри, каде што претходно, пред да се асфалтира, направивме и подземна нова инсталација за атмосферска и за фекална линија. Така да мислам дека и овој дел, централниот дел од градот, се направи комплетно нова со сите подземни и надземни инсталации. Треба да напоменам и за асфалтирањето што го направивме во минатиот период со преку Светска банка, односно Министерство за финансии, за сите централни улици во градот. Беше една широка акција каде што значајни сообраќајници во градот веќе добија нов лик, безбедност, нема крпење на дупки, кои што често беа револт предизвикува кај граѓаните. Сега веќе имаме нови улици овде. Да, имаме нови улици, тоа многу нови улици. Тоа се улиците Цано Попристов, значи главна улица во градот, улица 7 септември, улица Пана Мударов и Мито Хаджи Василев Јасмин. Значи тие се главните улици што трансферзираат во градот.
Исто така направивме нов асфалт на улица Страшо Пенџур, на улица Едвард Кај, односно сега е Никола Минчев булеварот. На булеварот Моша Пијадев од делот од кружниот тек на излез од град спрема Жито Југ и тој дел од градот, значи исто беше со прокопи и со дупки. И на булеварот Цветан Демов се направи реконструкција на многу улици во градот, а сега со оваа година ќе направиме и реконструкции на уште останати улици, како што мислам дека и граѓаните знаат за улица Илинденска, дека ќе правиме реконструкција. Улица Илинденска е со должина од 620 метри, почнувајќи од плоштадот до кружниот тек, најстариот кружен тек во градот. Исто така покрај тоа што ќе направиме улицата Илинденска нов асфалт, ќе ги реконструираме и тротоарите. Бит зоната, како што ја знаат граѓаните, се движе од плоштад до народски кажене, стара автобуска, а сега ќе одиме од стара автобуска до Лимба. Сите граѓани така ја знаат, тој дел од раскрсницата. Исто тамо ќе добиеме бит зона, каде што тротоарите ќе ги направиме со гранит, жардинерите околу дрвата. Имавме претходна најава дека старите дотрајани дрва, кои што го подигаат асфалтот, ќе се заменат со нови. Тие дрвја што се понови ги оставиме, така да и улица Илинденска како главна улица во градот ќе добие сосема нов лик. Наредна е исто и улица Пионерска. Пионерска е улицата движи покрај од гимназијата Добри Даскалов спрема Народен фронт, спрема Ваташ. Значи, таа улица свесни сме дека е во многу лоша состојба, а тоа е поради тоа што во изминатиот период направивме комплетно нова фекална атмосферска канализација. Знаејќи, го направивме тоа, знаејќи дека ќе правиме ново асфалтирање, така да дојде моментот за новото асфалтирање. Мислам дека за, не знам, неколку, можеби 10 дена би се отпочнало со тоа. И исто така голема улица Брајче Џунови, тоа е улицата од градинката централна спрема мостот Слога. Таа е со 530 метри должина, 9,5 метри ширина, исто ќе добие нов лик, комплетна ново асфалтирање и исто со хоризонтална одбележување, со нова хоризонтална сигнализација. Сето ова чини пари. Парите кажавме дека не се проблем, се обезбедуваат во овој мандат на градоначалникот Јанчев. Колку граѓаните се вклучени со своји идеи и предлози до општината, кога сето ова се направи комплетно менување на сликата? Дават ли граѓаните своји предлози, своји идеи како да биде подобро во нивната урбана заедница, во својата местна заедница? Да, секако. Значи, сите овие идеи се директно од граѓаните, од нивните потреби. Значи, ние секоја година, пред да го правиме буџетот на општина Кавадарци, пред да фани пандемијата, имавме акции на дневно ниво во местните заедници, собири со граѓаните и со нивните предлози. Местните заедници даваа предлози на општината и за најголемите потреби на граѓаните. Кога фана пандемијата, претходната година и ова, буџетот го правевме со тоа што представници од местните заедници по претходна најава и нивни состаноци со граѓаните, имавме состаноци кај нас во општината и со нивни предлози кои улици се најмногу потребни за да се влезат за изградба на за буџетот на општината. И токму потребата од нив, ние мислам дека и затоа сме успешни, затоа што кога се слушаат граѓаните. Точно така, да. Кога ги слушаме граѓаните и кога они се задоволни, сите сме задоволни. Нормално. Еве може да напоменам во местна заедница Задругар.
тоа е месната заедница Задругар е во делот Коинските дупки што ги нарекувам. За овие 3 години таму се направи народски кажем штеден град. Ја не знам дали имате нешто што никогаш не било сработено и никогаш не било возможени услови. Да. И токму во тој дел од градот имаме најмногу одобренија за градини. Затоа што секој еден кога би сакал да живее во стан или сака да се прошири во нова куќа, значи секој еден кога пазари некоја градежно земјиште, кога ќе ја види околината дека е урбано средена, значи секој еден би посакал таму да живее. Кога нема улица, никој не сака да нормално. На сите овие проекти ќе да го споменеме и она што се нарекува осветлување во градот, иако и во наредните емисии ќе говориме на ова. Меѓутоа, градот е целосно осветлен, безбедно движењето на граѓаните во ноќните часови. Значи да, осветлувањето е на многу високо ниво. Значи мислам дека комплетното ново осветлување што се направи во градот го добија сите го гледат бенефитот од тоа. Во ниту една уличка не постои темен дел. И сега се уште, значи имаме мој општинар како нели во директен контакт со граѓаните, прават анализи каде што има потемни улички со послаба светлина да ги замениме светилките со нови. Така да мислам дека и тоа е голема работа што се постигна во овој период и сето тоа контролирањето на тие е комплетно автоматски. Каде што имаме и друг бенефит, меѓутоа и штедење на струја. Точно, да. Ќе работите и во ова 2021, независно од пандемијата. Има уште многу проекти кои што сигурно во наредно наше видување ќе ги споменеме и тие кои што ќе бидат веќе реализирани. Јас пред да ќе дадам збор на колешката за 2021 да говори, меѓутоа пред да говориме околу тоа би спомнала и за продажбата на градежно земјиште, исто како дел од секторот за уредувањето на градежно земјиште и продажбата на градежно земјиште. Значи, градежното земјиште како ингеренции го добивме од 2012 година на општината, ги префали од Министерството за транспорт и врски, ги добивме ингеренциите за располагање со градежно земјиште. Од тогаш па наваму ние правиме значи дооформување на градежни парцели, односно е отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба, продавање на градежно земјиште по пат на јавно надавање. Значи, споредбено и со тие резултати, како еве пример за продажба на отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно надавање, во 2016 година имаме 3 лицитации направено, односно продажба на 3 градежни парцели. Во 2017 година сме направиле една. Во 2018 кога почнува и мандатот на овој градоначелник сме направиле 8. Значи од тие 8 како намена е сите се за колективно домување, односно А2. Во 2019 сме направиле 6, од кои 3 се за стамбени куќи, 2 за деловни објекти Б2 и едно е за колективно домување А2. Во 2020 година сме направиле 6 продажби, во 2021 тек следува. Меѓутоа тука во продажбите малце накочат и изборите. Значи сега кога ќе бидат изборите имаме забрана во делот на градежно земјиште. Во однос на непосредните спогодби имаме драстично зголемување. Пример, во 2017 година имаме 35, па потоа секој година се зголемуваат бројките за дооформување на градежно земјиште. А тоа е од причина пак со одобренијата за градење. За еден граѓанин да извади одобрение за градење, тој мора да има оформена градежна парцела. Тоа значи дека ако во неговата градежна парцела влегуваат делчини од земјиште од Република Македонија, тој мора да ги дооформи. Така да луѓето, значи, согласно закон, прават дооформување на градежните парцели и подоцна одат во одобрение за градење.
така да пак ќе се навратам на тоа дека правејќи ги улиците, граѓаните вадат одобрение за градење, кое што е бенефит и за општината и за самите граѓани, а со тоа пак имаме и во друг дел до оформување на градежно земјиште, каде што секој еден граѓанин сака да биде според согласно закон неговиот дом за живење. Сето тоа не говори и за бројките, значи и од продажба на овие градежни земјишта општината добива бенефит. Покрај продажбата се наплаќа и данок на промет. Така да секоја постапка се поврзува и оде од една кон друга и сите, и општината, и граѓаните имаат добар впечаток од сето тоа. Со оваа емисија и понатаму се наоѓаме во секторот за уредување и располагање со градежно земјиште при општина Кавадарци. Наш нареден соговорник е заменикот на овој сектор Александра Денеска. Кажете ни што е она што се планира ќе се реализира оваа 2021 година? За 2021 година, значи имаме до сега од мандат на овој градоначалник, имаме предвидено најголем буџет. Буџетот изнесува 179 милиони и 40 илјади денари, што е значително зголемен во однос на претходните години, а посебно во однос на 2017 година, пред да дојде градоначалникот, буџетот е зголемен некаде за околу 40%. Исто така и оваа година во комуналната изградба имаме предвидено значи асфалтирање на улици, поплачување, изградба на водовод и канализација. Голем дел од парите се наменети за изградба по селските местни заедници. Исто така голема сума на пари се предвидени и за фасадите на останатите стамбени згради во градот. За асфалтирање се предвидени доста голема сума на пари за оваа година, околу 59 милиони 570 илјади денари, што е некаде околу за 35% повеќе од претходната година. Како позначајни улици кои ќе се асфалтираат ова година, ќе ги напоменам, тоа е улицата Блажо Алексов, и каде што ќе се врши целосна реконструкција на улицата со комплетно вадење на асфалтот и асфалтирање со два слоја. Инвестицијата е некаде околу 13 милиона денари. Потоа би сакала да напоменам дека асфалтирање ќе има и на улица Ресовска и Иван Мазев, тоа е околу новата градинка кај што на сега се гради. Значи, улицата Ресавска со самото пробивање на Западен булевар, Конјски дупки, улицата Ресавска е многу оптеретена сообраќајница, бидејќи сега од натрешниот дел на градот, за да се избегнува вртењето, нели, за излезот од градот, автобуси, товарни возила, значи секојдневно поминуваат од тука, исто така и со изградбата сега на детската градинка, фреквенцијата би се зголемила многу повеќе. Затоа предвидено е комплетно асфалтирање и на Ресовска и на Иван Мазев, така да околу градинката комплетно ќе добиеме нови асфалтирани улици. Друга поголема улица е улицата 5 во населба Бел Камен. Тоа е улицата помеѓу градба Промет и Тиквеш. На тој начин би добиле многу помала дестинација за движење на граѓаните кои што живеат во населбата Бел Камен. Други битни улици кои што за оваа година се предвидени, значи имаме пробивање на улицата Домовица. Тоа е улицата покрај Расадникот, која што ќе биде споена со улицата Глигор Парличев. Оваа година исто така имаме и пробивање на улицата 25 мај, која што ќе биде споена со Ѓуро Ѓаковиќ, каде што и двете улици сега представуваат некој слеп завршеток имаат и сега тие дел од градот ќе биде поврзан. Потоа имаме комплетно асфалтирање на улицата Јованче Велков. Таа иланската година еден дел асфалтиравме, сега ќе има комплетно завршување на улицата. Потоа улиците Галишки, кои што секако слеп од срево да не речам, сега со изградбата на Западен булевар и улицата Галишка ќе биде асфалтирана и поврзана со Западен булевар и во тој дел би имало комплетно асфалтирање
на улиците. Потоа, значителна сума на пари оваа година е предвидена и за реконструкција на фасадите. Сите знаеме дека во претходните години реконструкција имаше на фасадите во централното градско подрачје на улица Илинденска, каде што градот добиде многу убав лик со реконструкцијата на фасадите. Сега оваа година е предвидено реконструкција на фасадите во скоро на сите останати згради во градот, каде што фасадата е поруинирана. Така да имаме реконструкција на фасади на улицата 29 ноември, потоа на улица Беласица, на Блажо Алексов, Ѓуро Ѓакович, на Игман, Иво Андрич, на 7 септември, на улицата Крсте Мисирков, кај Ваташката пошта, зградите на Цветан Димов и вкупната сума која е предвидена за фасадите е 19 милиони и 700 илјади денари. Исто така сакам да напоменам дека оваа година посебно голема сума на средства е предвидено и за изградба на селските местни заедници. Во однос на претходните години, значи таа сума е многу повеќе зголемина, изнесува 25 милиона 970 илјади, а во однос на претходната, да речеме, некаде за околу 40% на повеќе. Значи во сите села ќе бидат извршени градежни работи за тампонирање, поплочување, асфалтирање, значи сето тоа што ни е побарано од граѓаните. Како најзначаен капитален објект за 2021 година ќе го напоменам изградбата на градскиот зелен пазар. Инвестицијата за градскиот зелен пазар изнесува од 102 милиони денари. Значи, градскиот пазар, кој што се наоѓа во централното градско подрачје на општина Кавадарци, се одликува со голема достапност и сообраќајна поврзаност. Од јужната страна граничи со улицата 7 септември, потоа преку улицата Цано Попристов, која се наоѓа на северната страна, и преку Колско-пешачка патека, нели, се влеваше во пазарот. Сега со изградбата на пазарот се предвидува и ново проектирана улица, која што ќе се наоѓа од источната страна на пазарот, и на тој начин околу целиот пазар би добиле едно кружно движење и многу поголема достапност и за граѓаните и за потрошувачите до самиот пазар. Градскиот пазар е предвиден да биде изграден во 2 нивоа за паркирања и едно ниво каде што ќе се врши продажба на свежо овош и зеленчук. Подземното ниво е предвидено и овозможено да има околу 66 паркинг места и едно место за инвалиди. Пристапот во подземното ниво ќе биде преку ново проектираната улица, која што се наоѓа од источната страна на пазарот, и со рампа ќе се влегува во подземното ниво. Потоа во приземниот дел, кој што исто така ќе се влегува од ново проектираната улица и е на исто ниво, тука ќе бидат обезбедени 62 паркинг места и на тој дел ќе бидат сместени и санитариите за потрошувачите и продавачите. На најгорното ниво ќе биде продажбата на свежи зелени продукти, исто така ќе се продаваат и производи кои што бараат посебна намена и третман, како што се риба, јајца, маслинки, млечни производи и слично. Најгорното ниво на пазарот ќе биде покриено со челишна конструкција, од страните ќе биде од отворен тип, така да околните деловни објекти, дуќаните кои што се постоечки приземни на пазарот, намената би останала иста, значи ќе бидат отворени со пазарот. Исто така сакам да напоменам дека комуникацијата помеѓу двете нивоа и најгорното ниво каде што ќе биде продажбата е поврзано со вертикални комуникации, тоа е со скалишен простор, товарен лифт за роба и лифт за пешаци. Исто така со изградбата на пазарот е предвидена и комплетно нова опрема на градскиот пазар. Значи, инвестицијата е некаде околу 12 милиони денари, ќе бидат обезбедени нови мобилни тезги кои што ќе бидат изработени од инокс на некој по-модерен начин.
Исто така ќе има и посебни пунктови за производите кои што бараат нели посебен третман и нега, како што се спомнав јајцата, сирењето, и тие ќе бидат затворени со алуминиумска столарија и внатре ќе им бидат обезбедени инсталации, водовод, канализација и слично. Изградбата на пазарот е веќе започната, како што сите знаеме. И најпрвин бидејќи имаме искупи на градежна јама, доста големи искупи, во моментот се врши заштита на градежна јама со дупчење на бетонски колови кои што се долги околу 11 метри и со диаметар од 60 сантим. Значи, најпрвин правиме заштита на градежна јама, бидејќи може да дојде до обрушување на земјата и слекување на објектите, деловните објекти кои што знаеме дека се многу блиски до самиот пазар. И на тој начин би добиле еден модерен и современ пазар кој што ќе ги задоволува потребите како на продавачите, така и на потрошувачите. Кога може да се очекува пазарот да биде во функција? Пазарот, рокот за изградба е 9 месеци, значи треба некаде во декември месец, ја зависи нели од временските услови. Исто така да напоменеме дека со изградбата на новиот пазар, пазарџиите требаше да бидат преместени негде за да не има застој во работата, и исто така инвестиција на општина Кавадарци и поплочената површина кај новиот суд, каде што моментално пазарџиите ги вршат своите дејности од 2600 метри квадратни. Прво беше обезбедена таа локација за да нема нели застој во работата на пазарот и пазарџиите. Кавадарци го надмина проблемот кој што со години го притискаше, тоа беше недостатокот на слободни места за упис во градинка. Покрај оние адаптации имаме за прв пат изградба и на целосно нов објект, тоа е градинката на улица Ресавска. Како се одвива градбата на овој објект? Инвестицијата за новата градинка е на Министерството на труд и социјална политика. Значи, изградбата, градежните работи се забрзуваат, градинката треба некаде во август месец да биде готова, комплетно завршена. И исто така и внатрешното редување, опремата во градинката ќе биде инвестиција на Министерството, и се надеваме дека од септември месец таму ќе има услови за да се примат нови дечиња, бидејќи капацитетот некаде е околу за 125 деца. И има специфична и интересна градба, што сега нели сите градинки се приземни, ова е на 2 спрата. И се надеваме дека од месец септември ќе почнат да се упишуваат дечиња и да се користат. Ви благодарам. Благодарам.